Благодарам. Господја Ласовска Благица има реплика. Повелете. Благодарам, почитуван председателе. Почитуван колега Николов, внимателно ве следев. Значи, прво да ви кажам дека ја манипулирате јавноста, особено стручната јавност, наставниците. Казни нема. Казните ги укинавме во јуни 2015 година, тогаш кога вие не бевте тука, колега, па можевте да направите еден добар потек тогаш за наставниците, да дојдевте да гласате тука во парламентот за тој закон што го донесовме, па пак да се излезевте, бидејќи знаете тоа да го правите. Околу прашањето што го поставивте за двата, зошто полагале два предмети учениците, контрадикторен сте. Значи, тоа е една системска комбинација, еден современ софтвер во кој што секој ученик, современ софтвер во кој што секој ученик треба да полага два предмета и е поврзан со наставникот кој што му предава. Сите наставници кои што им предаваат на учениците се поврзани во тој софтвер. И сега според вас излегува дека наместо два предмети да полагаат учениците, треба да полагаат по колку? По 6, по 7, по 10? Не ви го разбирам прашањето. Уште една работа. Нема да ми дозволи времето. Значи, прашувате дали имало позитивни ефекти досега. Секако, колега. Не знам дали сте го виделе, дали сте ја виделе ранг листата од Државниот испитен центар. Просечната оценка на екстерното тестирање 2013-2014 и оди нагорна линија. Значи се подобрува и наставниците со најмали отстапувања и наставниците со најголеми отстапувања. Ако во 2013-2014 имало 1768, ова учебна година имало 1569. Значи, како има ефекти. И како има ефекти. Ние дебатираме 2 дена, колега. И кажуваме, значи транспарентно, отворено велиме, системот на екстерно тестирање мора и треба да продолжи, има слабости кои што треба да бидат надминати. Но бидејќи за вас не се релевантни нашите кажувања, убаво напишал вашиот бивш подпредседател Зоран Јовановски, дека екстерното тестирање треба да ги натера и учениците посериозно да им придат на своите училишни обврски и да ги заштити наставниците од притисоците од родителите дека нивното дете мора да има максимална оценка на крајот на учебната година. Тоа е причината за воведување на екстерното тестирање. Ако сите тие причини се отклонат, ќе нема и потреба од екстерно тестирање. Ке бидеме Шведска, Швајцарија, каде што е многу нормално ученикот да биде објективно оценет. Господин Николов Маријанче има контрреплика.